Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почетокот ги гледаме настаните на денот. На денот ќе се знае кој ќе биде новиот гувернер на Народната банка. Последни консултации на председателката и премиерот. Рок завреди до петок да предложи имиња за испразнетите места на Таравари и двајцата заменици. Екс-министерот за здравство Каеди Рама со порака дека е најевропски политичар. Две тешки ликвидации, една криминална група. Обвинителството приведе 4 лица за убиствата на пластичарска и ликвидацијата на ОКИ. Високата представничка на ЕУ Каја Калас во петок во Скопје. И покрај меѓународните критики, Израел не запира со офанзивата во Газа и ја ограничува хуманитарната помош. За позиционирањето на опозицијата за клучните политички прашања, меѓу кои договорот за стратешко партнерство со Велика Британија и други теми, во овој дневник ќе разговараме со пратеникот од СДСМ Митко Трајчулевски. Останете со нас, почнуваме со дневника. Се стеснува кругот, но се уште официјално нема име. Истече рокот кој председателката Силјановска-Давкова го побара за избор на гувернер. По попладневната средба со премиерот во Вила Водно, се уште е неизвестно дали предлогот вечерва ќе биде испратен до собранието. Катерина Нешкова известува. Катерина, има ли најава до собранието дека вечерва ќе пристигне долго очекуваниот предлог за гувернер? Така е, Цаци, дека во собраниската зграда ќе треба Силјановска да го достави предлогот за нов гувернер, но тоа се уште не е случено. Според информациите тука и од собранието, но и од кабинетот на Силјановска, нема најава од незиниот кабинет некои од службите задолжени за архивирање на вакви предлози кои што стигнуваат од други институции да останат и по работното време, што значи дека големи се шансите тоа да биде сторено во текот на утрешниот ден. Но ова не значи дека ќе биде сепак и конечна ситуација, имајќи предвид дека во секој момент, согласно деловникот за работа на собранието, ќе може да се повика човек доколку стигне таквиот предлог, што и можно е да се случи, имајќи предвид последните неофицијални информации до кои дојдовме, а тоа е дека сепак по попладневните консултации помеѓу премиерот Мицкоски и председателката Силјановска сепак е дојдено до заедничко или конкретно решение како единствен предлог кој што треба да стигне во парламентот пред народните избраници. Информациите говорат дека името е веќе познато и треба да се бара помеѓу двајцата поранешни министри за финансии. Во оваа насока беше и предпладневната изјава на шефицата на државата, имајќи предвид дека таа говореше дека нема пречка политичка фигура или фигура која што доаѓа од одредена конкретна политичка партија да ја извршува ваквата функција, имајќи предвид дека законот не дава ограничување во однос на поранешно партиско искуство на гувернерот. Во продолжение изјавата на Силјановска. Законот не дозволува додека сте на функција, така вели членот, додека сте на функција, да знаете дека функцијата е инкомпатибилна со партиско членство. Така вели. Не вели дека ако сте биле некогаш, ние сме имале извонреден гувернер Петар Гошев, кој што бил председател на партија. Значи немало проблем. Во тоа работата е вие, додека функционирате, да заборавите на партиски влијанија и да се водите од предизвикот на професијата. Кандидатите за кои се наоѓаа во јавноста се сите, ако гледаме ние во поглед на експертското знаење, квалификувани. Така, само да споменеме дека изборот на гувернерот малку се одложи, имајќи предвид дека беше најавуван предлог уште во понеделникот, па потоа Силјановска даде уште дополнителен рок од 2 дена да подразмисли и по извршените консултации со најсериозните кандидати, тројца беа на овој список, да го направи конечниот избор. Прилично таинствен околу изборот беше и премиерот Мицкоски, тој дури и денеска не сакаше да открие кој му е фаворит или на кого би ја дале поддршката. Во продолжение Мицкоски.
е предлогот за кандидат за гувернер од председателката или пак сепак рековте дека не го знаете се уште името, сепак тоа ќе зависи од тоа кој ќе биде предложен. Јас ги знам имињата на кандидатите кои што беа на разговор со председателката и за сите тие имам своја лично мислење. Да, тоа беше кусата изјава на премиерот Мицкоски во јавноста. До сега се вртеа 3 имиња: актуелната гувернерка Анита Бежовска, потоа имињата на двајцата поранешни министри за финансии од ВМРО ДПМН, Трајко Славевски и Зоран Ставревски. Веднаш штом дојде тука предлогот, тој ќе биде доделен на народните избраници, а спикерот Гаши веќе даде уверување дека дури на итна сетница, доколку е потребно, ќе се направи изборот на нов прв човек на Народната банка, кој што ќе треба да ја раководи оваа битна финансиска институција во наредните 7 години. Катерина, ќе очекуваме доколку има промени на сегашната ситуација до вечерното издание на вестите. Премиерот Мицкоски им дал рок на коалицијските партнери од Вреди до крајот на неделата да предложат нов министер за здравство и заменици во одбрана и земјоделство. За судбината на директорите кои не го следат Таравари, одлука ќе се носи дополнително. Самиот Таравари пак денеска објави средба со албанскиот премиер Еди Рама за, како што вели, зајакнување на меѓуалбанската соработка. Им дал рок на Вреди до крајот на неделава да го предложат новиот министер за здравство и замениците во одбрана и земјоделие. Ваков договор паднал на вчерашната коалицијска средба која имал со лидерите на оваа партија која е дел од владината коалиција. За судбината на 50 директори кои се откажа од Таравари, премиерот вели дека ќе се одлучува дополнително. Тоа се стратешки теми за кои што ќе се разговара дополнително. Бидејќи следат локални избори, потребно е да се гледа пошироко целиот контекст. Не е едноставно, но на кое што е важно е дека владата е стабилна, силна, има речиси двотретинска поддршка во рамките на парламентот и јас очекувам да продолжиме со коалицијата Вреди, онаму каде што би рекол на излезе поранешниот министер за здравство, кој што за жал ја промени реториката во последните неколку денови и сега е во прегратките на оние кои што повеќе од 2 децении го криминализира општеството во Македонија, ја плячкосува, ја урнесува, ја срамеа, но тоа е негова одлука. Таравари веќе неколку дена не ги коментира заминувањата од неговата партија, откако викендов дел од поранешните сопартијци ги обвини за предавство. Утрово информираше дека остварил средба со албанскиот премиер Рама за како што вели да му ја честита победата на изборите. За време на разговорот беа дискутирани и прашања од значење за албанците во регионот, како и потребата за зајакнување на меѓуалбанската соработка на сите нивоа, политичко, институционално и општествено, се вели во соопштението на партијата на Таравари. Средбата со Рама следи на само неколку дена по средбата на вице-премиерот Фетај со косовскиот премиер Курти, по која и јавно соопшти дека нема да го следи Таравари на патот кон Дуи. Александар Спасовски, Сител телевизија. Таравари како министер не го дочека инвестицијскиот бран во здравството кој го најавува владата. Денеска почеток на обновата на клиниката за гинекологија, но со британските пари се најавуваат многу покрупни зафати, меѓу кои во втората фаза е изградба на нов клинички центар во Скопје. Не месеци и години, туку недели се во прашање од почетокот на реализацијата на 5 објекти во здравството кои се планирани во првата фаза од договорот со Обединетото кралство за 6 милиарди евра, а кој ќе се подпише утре во Лондон, рече премиерот Мицкоски и најави изградба на нов клинички центар во Скопје во следната фаза. Клиничкиот центар во Штип, заедно со Медицинскиот факултет, студентскиот дом, болницата во Кичево со здравствен дом и реконструкција на клиничката болница Тетово, сега повеќе не можеме да зборуваме за години или месеци, ќе зборуваме за недели. Од почетокот на нивната реализација, бидејќи остануваат уште некои ситни детали кои што треба да се доусогласат со нашите сега веќе стратешки партнери од Обединетото кралство, тоа се добри вести за граѓаните и
очекувам овој проект позитивно да заврши со убави резултати, а следен чекор да биде овој голем клинички центар за кој што вие зборувавте. Во меѓувреме ќе се реновираат амбулантите, лабораториите и специјалистичките кабинети на клиниката за гинекологија и акушерство. Реконструкцијата чини 29 милиони денари и треба да заврши до крајот на 2025 година. Со реализација на овој проект, јас навистина мислам дека пациентите ќе добијат поквалитетна здравствена заштита, ќе се намалат листите на чекање и ќе бидат подостапни специјалистичките и субспецијалистичките прегледи. Од друга страна, представува една сериозна поддршка за здравствените работници, кои што ќе видиме дека може да работат во современи услови и во јавното здравство. ГАК е најголемо родилиште во Македонија со околу 4000 породувања, 5000 операции и 73.000 прегледи годишно. Александар Динев, Сител телевизија. Да, во продолжение во тема на денот за политичкото позиционирање на СДСМ по крупните прашања на политичката сцена, очекувањето од локалните избори и оценките за проектите на владата. Маријан Николовски разговара со Митко Трајчулевски. Мој вечерашен гостин Митко Трајчулевски, пратеник на СДСМ во Собранието. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Некако денот во исчекување, никогаш чинам дека немало толку исчекување кој ќе биде името за нов гувернер, некако председателката и премиерот и по консултации се уште имаат веројатно различни позиции, немаме име, има неколку тројца кандидати кои ќе се вртат во јавноста, меѓу нив и актуелната гувернерка. Кои се вашите позиции, ставови, размислување прво за тоа што се случува на релација председател влада, а второ, дали би поддржале и кој кандидат би гласале вие? Па видете, оно што го гледаме овие денови е очигледно непостоење на добра комуникација, односно согласување помеѓу премиерот и председателот на државата. Тука сакам да потенцирам дека е изворна надлежност на председателот на државата предлогот за кандидат за гувернер на Народната банка. И она што го знаеме е она од медиумите. Имињата кои се вртат, тоа е Трајко Славевски, актуелната гувернерка Бежовска и кумот Зоран Ставрески. По однос на официјален предлог имавме најава дека ќе го добиеме во понеделникот, не беше доставен до собранието, се уште не е доставен предлогот до собранието, иако имавме најава и за денес. Очигледно дека не постои клима за усогласување помеѓу председателот на државата и премиерот. Ние очекуваме предлогот што поскоро да стигне во собранието, имајќи и предвид роковите кои се веќе изминати. И што ми имаме официјален предлог, ние ќе го изнесеме нашиот став по однос на конкретниот кандидат. Рековте дека тоа е изворна надлежност на председателот, но председателката го правда моментот со тоа дека треба некој да го гласа, предпоставувам. Мислите дека ако предложи таа име без координација нема да помине во собранието? Јас сметам дека председателката ја охрабрувам да даде предлог кој таа смета дека е најсоодветен и кој најодговорно ќе ја врши функцијата гувернер на Народната банка, затоа што е многу одговорна позиција. И сметам дека врз основа на квалитетот на кандидатот треба на крајот да се обезбеди и мнозинството во рамките на собранието. Ако е кандидатот квалитетен, онаков каков што треба и како што заслужува таа институција, ќе добие поддршката и од СДСМ. Затоа сметам дека во одредени моменти, за одредени позиции треба ние да се надминеме сами себе си, да ги надминеме малку и политичките и теснопартиските интереси и да се раководиме од квалитетот, затоа што зборуваме за одговорни институции. Впрочем, ако зборуваме за промената на системот, еве можност да дадеме најдобро можно решение. Дали ќе биде некој од овие тројца или ќе биде четврт кандидат, останува да видиме. Врз основа на профилот на кандидатот, неговата биографија, ќе заземеме став како политичка партија и доколку ги исполнува сите потребни услови, ние ќе дадеме поддршка за тоа решение. Како пратеници пред вас повторно има ќе биде еден момент на чинам дека овој парламентарен состав ќе потпише најмногу стратешки партнерства. Со Унгарија, па сега со Британија, но има детали, некои информации за што точно станува збор во поглед на тој договор? По однос на стратешкиот договор кој беше најавен од Тирана од страна на премиерот Мицковски на средбата со премиерот Стамер на Велика Британија, детали се уште немаме, меѓутоа она што провејува и што го имаме како информација од медиумите тука во Македонија и од медиумите во Британија, можеме да кажем дека овој договор треба да го гледаме преку две димензии.
Првата е политичко-безбедносна димензија, втората е економско-финансиска. По однос на политичко-безбедносната димензија, јас само сакам да кажам дека целосно даваме поддршка на стратешкото партнерство на Република Македонија со Обединетото кралство и ова е континуитет на соработка која постои од 1991 година од нашето самостојување се до денеска. Да не заборавиме, односно да се потсетиме дека во 2005 година, во декември месец, кога Македонија го доби статусот земја кандидат за членство во Европската унија, баш тогаш со Европската унија председаваше Обединетото кралство. И клучна улога имаше британската дипломатија. И клучна улога имаше британската дипломатија. Тој низ целиот овој наш историски пат како независна држава, од секогаш сме имале силен стратешки партнер од страна на Британија и тоа партнерство сега гледаме дека се продолбочува, зборувам во политичка смисла. Од делот на безбедносниот аспект сакам да укажам дека владата, односно премиерот, мора да ја расчиста дилемата во јавноста која се појави по однос на прифаќање на баратели на азил, мигранти и така натаму. Имајќи предвид дека само пред неколку години функционерите на ВМРО ДПМН, пратеници, градоначалници и така натаму ширеа хистерија и го плашеа народот, нашите граѓани, дека милион бегалци од Африка се планира да се населат во нашата држава, на нашата територија. И таа хистерија отиде дотаму што одредени градоначалници и одредени функционери на ВМРО ДПМН по општините собираја подписи за да не се воспостават кампови за бегалци. Баш заради тоа ВМРО ДПМН сега како владеачка партија има уште поголема обврска да даде цврсти гаранции дека ова не е предмет, ова прашање не е предмет на договор. И јас мислам дека се уште останува таа дилема, имајќи предвид известувањата на британските медиуми, и треба да имаме цврсти гаранции од страна на ВМРО ДПМН дека ова прашање не е предмет на договорот, нити е оставен простор да се разговара по тоа. А вие не би имале проблем со прифаќање на мигранти, например? Видете, значи по однос на прифаќање на мигранти, овде не зборуваме за мигранти, овде зборуваме за баратели на азил кои ги прошле сите филтри во Велика Британија и по основ на сите филтри биле одбиени. Тука зборуваме за категорија на луѓе кои по ниеден основ не заслужиле да добијат статус на мигранти или на баратели на азил во рамките на Британија. Тука зборуваме за една друга категорија на луѓе која и безбедносен аспект ќе предпоставува за самата наша држава. Вториот аспект е економскиот. И тука реално немам информации, очигледно нема ни владата доволно информации или ги крием. Имаме најава за 6 милиарди инвестиции, имавме одредени изјави од страна министерката за финансии, дел од нив многу конфузни, спроведување на постапки по закон за јавни набавки. Во исто време фирмите мора да бидат британски, тоа значи апсолутно дерогација на законот за јавни набавки или ставање на клаузула за потекло, што значи нарушување на основните начала на законот, а тоа е фер конкурентност, транспарентност и така натаму. Зборуваме за заем 6 милиарди, колку што е еден буџет на нашата држава, без да знаеме колка е ручноста, колкава е каматата, дали ќе имаме и колкаво зголемување на јавниот долг и така натаму, но она што најмногу ме загрижува и мене лично, тоа е недостатокот на капацитет на владата за спроведување на вакви големи инфраструктурни проекти. Впрочем, ние имавме прилика во текот на претходната година да видиме таа неспособност, односно тој недостаток на капацитет од страна на владата. Со унгарските пари апсолутно, ако се сеќавате 78 милиони евра беа алоцирани во рамки на буџетот. Знаете како, од тие пари помина една година голем дел од јавноста очекуваше, барем да речеме опозицијата, да темелно изанализира тој момент за кој што зборувате. Вие сте некотивки, нема никакви информации, никој не знае кај се потроши 1 милиарда, да речеме. Јас се согласувам, меѓутоа анализата е низ бројките. Ако 78 милиони евра беа алоцирани во буџетот за 2024 година со завршната сметка на буџетот, односно до 31.12.2024 година се гледале реализацијата на тие пари. И таа е апсолутно нула. Во текот на првиот квартал на оваа година, кој ќе видите реализацијата на капиталните инвестиции, е стварно загрижувачка. И тука дефинитивно се остава простор да сме загрижени за капацитетот на државата за проведување на вакви капитални проекти, пошто суштината кога вие се позајмувате пари, наменски пари за во случајот брза пруга коридор 10, здравствен дом во Кичево, Тетово, Штип и така натаму, тоаш вие треба да имате капацитет тоа да го реализирате. И уште еден момент кој е многу важен, ова не треба да значи субституција на нашиот пат кон Европската унија. Сега не прашам, и сега тука би повторно е мојата забелешка.
вие сте политичка партија која изгори у оган за тие евроинтеграции, да речеме, и сега јас, например, тоа стратешко партнерство би го анализирал и низ призма на не на друг аспект, значи ние 2004 дојавме стратешко партнерство со Америка, кога го изгубивме НАТО, например. Сега дали тоа значи губење на Европската унија, со оглед на тоа што Британија веќе оддавна не е членка на Европската унија, и тука очекувам, например, да бидете многу гласни вие како политичка партија. А вас нема, да речеме, овој аспект на тоа. Никој не зборува веќе со месеци за евроинтеграциите во оваа држава. Не, јасен е ставот на СДСМ по однос на европските интеграции. Јасен е ставот на СДСМ по однос на европските интеграции, сме го кажале многу пати. Ние на крајот на денот имавме ситуација на претходните избори кога 460.000 гласа доби ВМРО ДПМН и на тој начин се рефлектира 58 Ама не заради евроинтеграциите, доби заради промена на преговарачката рамка, подобри услови и така натаму, диктатот на Дуј кон СДСМ. Апсолутно, вклучително и тоа. Меѓутоа, во ситуацијата денес, ние ги немаме деталите на овој договор, за да можеме да зборуваме во детали и за детали. Но она што останува како чувство е дека, ова што и вие го напоменавте, дека не треба ваков тип на договори за стратешко партнерство. Ние ги поздравуваме целосно, но не треба да се направи субституција на она што е стратешко пределно на државата, тоа се европските интеграции, имајќи предвид дека преку процесот на европски интеграции, преговори и така натаму на државата се отвараат многу можности. Не постои поединечна држава во светот било која што може да овозможи повеќе средства на Македонија отколку Европската унија. Дополнително британскиот договор е само еден аспект. Ја повеќе прашувам низ призма на тоа зошто сте толку тие со оглед тоа Македонија денеска е во друштво на две држави кои што едната не е ни држава, другата има проблеми со структурата на своите граници, Босна и Косово, патот кон евроинтеграциите. Апсолутно. Ако се сеќавате, главните ветувања на премиерот на државата беа подобрена преговарачка рамка и очекување на формирање политичка влада во Бугарија, се со цел разрешување на отворените прашања кои тие сметаа дека се уште се отворени. Тоа е сосема јасно, но тоа многу слабо го акцентирате во јавноста вие како политичка партија. За тоа видете, ако е тоа впечатокот на новинар кој долго време ги следи сите овие случувања на политичката сцена, јас го прифаќам веројатно дека е така, меѓутоа клучно е дека СДСМ има јасна и принципиелна позиција, дека единствено Европската унија како финална цел е запазување на стратешките определби на нашата држава. На тој начин ќе осмениме системот како што сакаме, да биде подобар, поефикасен, да имаме подобро здравство, подобро образование и она што е суштински. Кога зборуваме за инфраструктура или поготово за коридорот 10, кој е паневропски коридор на главната мрежа на коридори на Европската унија, тогаш многу лесно доаѓате вие до европски пари кои се неповратни. Многу е подобро за државата, суштински е различно, да вие имате грантови да користите од страна на Европската унија и да се задолжувате, затоа што на крајот ги задолжуваме следните генерации, некои ќе треба да ги враќаме. Премиерот ви предвида дека може ни една општина нема да освоите пред локалните избори. Сега ќе ви биде таргет една, две, повеќе или видете, понос на локалните избори, јас не сум политички наивец, нити сакам без аргументи и неосновано ги кревам политичките очекувања на граѓаните, нашето членство и така натаму, затоа што реалноста е дека емоциите негативни кои постојат кај граѓаните понос на владењето на СДСМ во периодот од 2017 до 2024 години се уште посилни од реалната перцепција на ова владење што ни се случува денес од страна на ВМРО ДПМН. Не. Туку тоа значи дека СДСМ ќе го очекува сериозен предизвик на следните локални избори. Она што е очекување и што сите ние го очекуваме како пратеници, како дел од структурите на СДСМ, дека раководството ќе успее да ги мотивира, да ги убеди најдобрите кандидати да истрчат на изборите. Целосно ќе се вклучиме со давање на целосна поддршка до последен атом енергија, да имаме најдобри можни резултати на локалните избори. На крајот на денот, локалните избори, прогнозите дали ќе бидат вакви или такви, изборите не може да се предвидат никогаш во детали. Она што ние правиме е целосна посветеност во рамки на партијата, да максимално посветено влеземе во овој процес, да не креваме очекувања кои не се реални, затоа што навистина таков е периодот кој следи и сметам дека заслужуваат нашите членови
поготово лојалните кои во време кое е најтешко останаа со нас, да имаме максимална посветеност, затоа што на крајот на денот јунаците се познаваат кое е тешко. Од политичка партија која што имаше еден период еден куп албански партнери, се чинам дека сте доведени да немате коалициски иден партнер во албанскиот блок, барем ако не ги враќате ДУИ или не знам, другите се гледам во власта сите, но ќе ви требат и за локалните избори. Сега една од опциите кои ви останува е лево десно таравари, има ли некој сериозен исчекор во поглед на преговори со него и како ќе се снаоѓате со коалицијскиот капацитет на кај албанските политички партии? Видете, понас на коалицијскиот капацитет на СДСМ од секогаш бил најголем во рамки на државата и кога зборуваме понас на партии кои се наоѓаат во рамките на македонскиот политички блок и кога се односите со албанските политички партии, во таа насока кога зборуваме за локални избори, малци комбинаториките се поразлични од парламентарни избори, тоаш коалицирате на локално ниво и така натаму, секогаш врз основа на вредности, врз основа на програми, врз основа на она што е понуда што треба ние да ја дадеме пред граѓаните. Дали Таравари би бил можен партнер и така натаму, значи она што се случува во рамките на коалицијата во моментот не е нешто што не беше предвидено. Затоа викам, не е нешто што не можеше да биде предвидено ова што се случува во рамките на коалицијата. Излезот на Таравари дополнително ја ослабува позицијата на Вреди во рамки на владата, ја прави позависна Вреди, уште повеќе биде зависна од ВМРО-ДПМН во однос на гласовите кои треба да се испорачаат во мешаните албански средини. И на тој начин можеби во ситуација ако правиме некоја паралела, ВМРО-ДПМН некако функционира како ДУИ во време на СДСМ. И на тој начин, меѓутоа, кога некои коалиции не се базирани на идеолошки основи, тоаш не е ова неочекувано. СДСМ ќе влези со својата стандардна коалиција во рамките на изборниот процес, ќе обезбедиме најдобри можни програми, најдобри можни кандидати, а по однос на коалициите секаде е отворена соработката со секоја онаа политичка партија, не мора да биде политичка партија, поединци, субјекти и така натаму, кои ги споделуваат вредностите за кои ние се залагаме. Благодарам многу гостување, ви очекувам повторно. Ви благодарам многу. Мој вечерашен гостин Митко Трајчулевски, пратеник на СДСМ. Две тешки ликвидации, една криминална група. Обвинителството приведе 4 лица за убиствата на Пластичарска и ликвидацијата на ОК. Високата представничка на ЕУ Каја Калас во петок во Скопје. Информација за која току-што добивме потврда од кабинетот на претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Незин предлог за нов гувернер на Народната банка е актуелниот претседавач со Советот на град Скопје, професорот Трајко Славевски. Предлогот е веќе испратен до собранието, службите го примиле овој предлог и се очекува веќе од утре да почне процедурата за негов избор. Професорот Трајко Славевски инаку е економист, универзитетски професор и политичар, роден 60-та година во Охрид, редовен професор на економскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, каде што предава макроекономија и државна регулација. Тој во својата биографија има запишано и мандат во Министерството за финансии, тој беше министер за финансии во првата влада на Никола Груевски. Повеќе информации за ова секако најавувам и во вечерното издание на вестите во 21 часот. Продолжуваме сега со останатите содржини. Две тешки ликвидации, една група, јавното обвинителство подигна истрага против 4 членови на организирана група, осомничени дека се поврзани со убиството кај Пластичарската улица и ликвидацијата на Орхан Бајрами Оки. Според обвинителството станува збор за прецизно координирани акции во кои биле користени и украдени возила, а осомничените имаат богато криминално досие. Полицијата уапси 4 членови на криминалната банда Беланоца, осомничени дека убивале луѓе по нарачка од организаторите на кланот на територија на Македонија и Грција. Според доказите кои ги обезбеди обвинителството за гонење организиран криминал, тие се поврзани со убиството на водичот на ривалската криминална банда Орхан Бајрами Оки во Халкидики, но и дека го убиле пејачот Амар Исмани минатата година на Пластичарска. Тројца од осомничените во текот на месец јули 2023 на македонска и грчка територија, потикнати по порачка од претходно осомничен организатор на групата, преземале дејствија на извидување на локација на оштетен и обезбедување средства за вршење на кривичното дело, при што во Грција бил лишен од живот припадник на спротивставената организирана криминална група Грчец.
Во месец мај 2024 пред објект на така наречената Пластичарска улица, двајца осомничени извршиле убиство на едно лице, а при заминување од местото пукале во возило што било паркирано во непосредна близина, при што повредиле други лица, од кои едното лице починало, соопшти од обвинителството. Уапсените членови на бандата обезбедувале услови и отстранувале пречки за извршување на нарачките за убиства. Убиствата ги вршеле од одмазда или по порачка, а казната затвор за овие дела е од 10 години до доживотен затвор. За четворицата приведени постои основано сомнение дека сториле кривично дело злосторничко здружување и кривично дело убиство, а еден од осомничените сторил и кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Кај еден од осомничените е пронајдена голема количина марихуана. ОЈОГОК бара за тројца притвора за еден мерки на предпазливост. Криминалната група Беланоца е една од главните криминални кланови во Скопското подземје. Во декември минатата година обвинителството почна истрага против 18 припадници на Беланоца, кои се сумнича дека извршиле најмалку 8 убиства, рекет, опожарувале спортски обложувалници, а докази беа обезбедени дека оваа банда е поврзана и со неколкократното убиство во Шишапар. За убиство наплаќале и до 250.000 евра. Акцијата на полицијата беше пробиена, еден член на бандата успеа да избега при апсењата. Центар на претресите беше Рачинова, каде специјалците со багери откопува експлозиви, гранати, ТНТ, автоматско оружје, што членовите на Беланоца ги криеле под земја. Дел од наркокланот, како и шефот на групата, Фатлю Малети Тоте се во затвор, додека 6 од нив беа во бегство, а за двајца беше распишана меѓународна потерница. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Љупчо Палевски во последен обид да ја побие обвинителната верзија за монструозните убиства на Вања и Панче. Со паркинг билети, банкарски извештаи и предлози за нови докази, Палевски тврди дека не бил во Велес кога бил убиен Жежовски, а ги оспорува и снимките од безбедносните камери. Судот ги одби најголем дел од предложените докази, па следуваат завршни зборови на 2 јуни. Љупчо Палевски во последен обид да го убеди судот дека тој не ги убил Вања и Панче. На денешното рочиште, предвидено за дополнување на доказна постапка, понуди пораки за платен паркинг и извод од банкарска картичка, со кој сакаше да докаже дека тој не бил во Велес на денот кога е убиен Жежовски. Го спореше и времето од снимките од камерите во домот на Велибор Манев, бидејќи тврди дека во тој период, но со друго возило се наоѓал во Скопје. На прашање на судот, самите обвинители при презентација на снимките кажа дека се во реално време, не откако беа обезличени фатени од наша страна со докази дека лажат за снимките, дека не се од тој период, пробаа да, пак ќе кажам на еден збор на шверцерски начин, да го прошверцуваат во јавноста тоа дека снимките се 1 сат наназад, за да избегнат она дека се фатени во лага. Палевски бараше во судницата да биде покажана и траката со која била залепена устата на Вања. Предложи како доказ да се изведат и дозволите за поседување оружје на Боре Видевски, а потсети дека воопшто не е баран неговиот пиштол. Обвинителството се противеше, а судот го одби изведувањето на понудените докази. Времето на убиството на Велешанецот го спори и бранителот на Видевски. Побара снимки од 2 бензински станици кои ќе покажале дека возилото на Палевски не било во Велес кога е убиен Жежовски. Судот прифати да се покажат такви снимки, но само ако сам ги обезбеди адвокатот. Снимките ќе покажат дека времето наведено во обвинителниот акт не кореспондира со времето на убиството на Панче Жежовски. Кешишев и Манев немаа дополнителни докази за одбрана, додека таткото на Вања понуди документ дека на денот на исчезнувањето на неговото дете разговарал со доктор од болницата 8 септември, во која прашувал дали е повредена во сообраќајка. Со денешното рочиште заврши постапката за одбрана и докажување, па на 2 јуни судењето продолжува со завршни зборови на обвинителството. Една недела подоцна до судот ќе се обратат обвинетите и нивните адвокати. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Високата представничка на ЕУ Каја Калас во петок во Скопје. И покрај меѓународните критики, Израел не запира со офанзивата во Газа и ја ограничува хуманитарната помош. Високата представничка на Европската Унија Каја Калас во петок доаѓа во Скопје во рамки на балканската турнеја. На агендата прва заедничка безбедносна седница со шефот на дипломатијата Муцунски, средба со премиерот Мицкоски и посета на балканската медицинска работна група. Поранишната премиерка на Естонија турнејата ја стартува од Белград и Приштина.
Високата представничка на Европската Унија за надворешна и безбедносна политика во петок доаѓа во Скопје. Каја Калас ке се сретне и ќе одржи заедничка пресконференција со премиерот Мицкоски, но ќе има и набиена агенда. Со министерот Муцунски ќе го отворат првиот диалог за безбедност и одбрана помеѓу Европската Унија и Македонија, што следи по склучувањето на билатералниот договор за безбедносно и одбранбено партнерство во ноември минатата година. Калас во придружба на министерот за одбрана Владо Мисајловски ќе ја посети и постојаната Балканска медицинска работна група. Во рамки на посетата на Скопје, како што најави Европската служба за надворешни работи, Калас ќе има средби со представници на младински и студентски организации од земјава. Македонија е првпат на агендата на западно-балканската турнеја на Калас, која минатиот месец ги посети Црна Гора, Албанија и Босна и Херцеговина. Покрај во Македонија, шефицата на европската дипломатија од денеска до петок ќе ги посети Србија и Косово. Целта на сите овие посети според најавите е да се покаже посветеноста на Европската Унија на Западниот Балкан и поддршката на перспективите на земјите од регионот за членство во Унијата. Калас во петокот во рамки на самитот на Европската политичка заедница во Тирана, на која присуствуваше и премиерот Мицкоски, порача дека Македонија прави добар напредок и дека не е во ред билатералните прашања да ја кочат европската интеграција на земјата. Но еден ден предходно, првиот човек на Европскиот совет Антонио Кошта од Скопје порача дека Унијата нема план Б за европската интеграција на Македонија и дека без уставни измени земјата нема да напредува. Македонската влада пак и натаму останува на ставот дека уставот нема да се менува без гаранции дека тоа ќе биде последна пречка и последно барање на Софија. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Криволак станува епицентар на најголемата воена вежба годинава. Од 25 мај до 9 јуни 2200 војници од 9 држави со тенкови, хеликоптери и инженерска техника ќе ја демонстрираат борбената подготвеност во рамки на Immediate Response 2025, дел од големата НАТО серија вежби Defender. Армии на 7 НАТО членки и 2 партнерски земји ќе бидат дел од вежбата Immediate Response 2025. На полигонот Криволак 2200 војници ќе демонстрираат борбена подготвеност за изведување на копнени борбени действија и боеви гагања. Како домакин, Македонија ќе има најголем број на вклучени војници или вкупно 950, а тоа ќе биде потврда дека земјата е значаен сојузник на НАТО, велат од генералштабот на АРМА. Првиот човек на генералштабот, генерал мајор Сашко Лавчевски, на брифинг со новинарите порача дека вежбата ќе биде првиот тест за капацитетот на лесната пешадиска бригада, од која дел ќе биде испратена во Германија за тестирање на националните можности. Целта на вежбата, на која сакам да дадам посебен акцент, е да, а согласно сценариото, е да се презентираат, односно демонстрираат можностите на сојузничките и партнерските сили за динамичко распоредување на дел од источното криво на НАТО. Од 25 мај до 9 јуни, единиците ќе изведуваат операции во кои ќе бидат вклучени грчките тенкови Леопард, борбените хеликоптери Апачи, минофрлачи од 120 мм, транспортен хеликоптер Ми-8 и оклопни возила, транспортни медицински хеликоптери Black Hawk и инженерски возила Хаски. Нова мултинационална вежба на која што секој од армиите ќе ги покаже своите борбени способности е дел од големиот серијал на воени вежби Defender, кои што се одвиваат под покровителство на армијата на САД за Европа. Денот за високи гости ќе се одржи на 2 јуни, кога ќе се реализира и вежбата Заселен пешадиски баталјон во напад. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.